Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани слушатели на радио Слободна Македонија. Од денеска стартува третата сезона на политичкиот магазин Кворум на фреквенцијата на радиото во Боја. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител. Оваа трета сезона решив да ја стартувам со еден интересен соговорник кој се надевам дека ќе го задржи вашето внимание и дека во наредните 50 на минути ќе успееме да отвориме голем број на прашања и да одговориме на голем бројот, односно барем да ги или да ги поставиме дилемите или да одговориме на оние дилеми кои изминативе 2 години ја мачат Македонија. Политичката криза, сега закажаните избори за 11 декември, учеството на меѓународната заедница, но и учеството на граѓанските организации во целиот овој изминат период и во времето додека трае политичката криза. Нема да должам многу, веднаш ќе ви го откријам мојот соговорник. Станува збор за актерот и граѓански активист Крста Јовановски. Господине Јовановски, ви благодарам на почеток што ја прифативте мојата покана и што сте денеска дел од политичкиот магазин Кворум. Ви благодарам вам што ми овозможивте да направам еден мој мал прилог во оваа наша криза која е создадена по вештачки пат. И ви благодарам за довербата која ми ја укажавте за да можам да бидам кај вас во емисија. На почеток, вие го поддржавте граѓанското движење за одбрана на Македонија. Бевте дел од нивните собири, кога се случува пред собранието, оние масовни собири, му се обративте на народот. Од друга страна имаше и други граѓански активисти и граѓански здруженија кои пак протестираа по улиците, тоа беше шарената револуција. Од денешен аспект сега кога ајде малте не имаме чиста ситуација и кога ете и сите политички лидери застана позади оној договор и го потпишаа и се заложија дека ќе учествуваат на изборите на 11 декември, ве прашувам дали граѓанските здруженија ја постигнаа својата улога и својата цел? Мислам, кога се спомнува зборот граѓански здруженија, според мене треба да се направи разлика. Ќе ме прашате зошто. Граѓанското здружение на она така наречено шарена револуција или не знам како се викаат, позади себе имаше многу малку граѓани за да може да се наречат граѓанско некое движење, бидејќи кога ќе се каже граѓани, под поимот граѓани барем за мене станува збор за една така голема бројка со едно О издолжено, значи. Кај нив бројката беше многу мала и постојано беа се едни исти луѓе во смисла на организатори на сето тоа, со од време на време приклучување на некакви представници на политички опозициони партии, кои пак сака од друга страна да дадат малку тон или да ги охрабрат некои луѓе кои се уште се ни таму ни ваму, за да може да излезат. Значи нивната бројка беше негде ка максимум во еден или два наврати до 2000 луѓе. А претежно секој дневно како фрлаа бои по сите наши овие институции и споменици кои се наши обележја, беа негде околу 500, го кажувам затоа што јас работам во театар комедија и тие кои што се збираат таму го гледав тоа сето. Тоа е на 100 метра од мене и ги гледав секое попладне кога ќе се соберат од пред Сајаво и кога ќе тргаат према центарот или према веќе не знам каде утврдени нивни таргет мети кои ги договараат вајде негде на некоја средба кај што се договараат. Тоа е во смисла на ова, а друга страна граѓанското движење за одбрана на Македонија или поточно ГДОМ организираше неколку такви, проводеше низ градовите и така натаму, кои беа масовно посетени. Да речеме, ако отишле во Струмица, сигурно имало над 1000 луѓе во Домот на културата, каде што се собирали или не знам на друго место. Значи, уште во стартот, само на едно собирање, тие во една сала собрале повеќе луѓе отколку што тие можеа да собрат. Сега тоа кулминираше со тој настап за кој спомнувавте пред собрание, каде што според некакви проценки имаше околу 70-60-70 луѓе. Тоа е граѓанско движење за Македонија, тоа е граѓанска организација според мене, која може да опфати таква голема бројка, која пак од друга страна имаше позитивна една енергија за да може да се одржат избори, а не да се крши, да се лумпува и да се уништува ова малку земја која имаме, ова наша прекрасна татковина. Така јас ги поимам работите. Сега дали во сето тоа прашањето ви беше
има губитници и добитници или не знам таму. Дали граѓанските здруженија ја постигнаа Дали ја постигнаа целта? Јас мислам дека ГДОМ ја постигна својата цел во смисла народот да биде смирен, во смисла народот да не реагира на провокациите од другата страна, бидејќи тие провокации од другата страна се однапред смислени, свесно направени, за да може третиот фактор, односно факторот странски, да може да интервенира и многу побрзо да дојде до својата агенда, односно до својата цел, која им е зацртана по разни канцеларии и по разни лаборатории таму низ светот. Ово кажувам затоа што мојот ум и разум е толку и толку ги подразбирам работите. Тие се излажаа во едно, според мене. Мислам дека едно е да рушиш својата татковина, прво почнувајќи од институциите преку спомениците, без разлика тие што велат дека тие споменици не биле нивни. Ако не се нивни, тогаш чии се? Ако тие живеат во оваа држава, тогаш чии се тие споменици? Ако тие ги уживаат сите права на сите институции кои претходно ги негираат, тогаш ќе ги прашам зашто тие всушност се залагаат. Сакам со еден збор да кажам дека адреналинот на нападот на татковината не е ист со и адреналинот на другите луѓе пак кои застанаа во одбрана на нашата татковина. Значи, тоа се две различни категории кои мислам дека овие луѓе од не можам да ги наречам револуција, бидејќи зборот револуција е голема работа. Тие прво мислам дека не ја знаат филозофијата на зборот револуција, затоа што не знаат ништо подалеку од носот. Не можам да ги наречам дека се револуционери, повеќе можам да ги наречам дека се збирштина на некакво друштво кое преку некаков алкохол и некаква забава го правеа тоа низ улиците. Немаа никаква одредена цел, единствена цел им беше да создадат немир кај граѓаните и да создадат конфликтна ситуација за да може едни со други да можеме да почнеме да се тепаме или да се караме, за да може, како што реков пред малку, да интервенира некој фактор кој од друга страна ќе ја дестабилизираше Македонија, односно ќе ја поделеше или не знам што се ќе и направеше на нашата татковина. Затоа го зборувам тоа, велам, ГДОМ го постигна сето она кое се залагаше за позитивна енергија и за да дојдеме сегаве до оваа ситуација со надеж дека на 11 декември ќе имаме некои избори кои пак од друга страна ќе ја покажат вистинската слика на она за кое зборував, што е граѓанска или организација или граѓанско движење. Мислам дека граѓаните ќе испорачаат нивната внатрешна емотивна состојба во поглед на разнебитување на нашата татковина и ќе им удрат еден таков шамар на овие сите деструктивни елементи од другата страна, почнувајќи од СДСМ преку тие шарени, портокалови, жолти, зелени, а штом се такви, значи се недефинирани. А штом се недефинирани, тие немаат право да бараат ништо во оваа татковина, бидејќи ни една институција тие не почитуваат, ни еден споменик тие. Значи, ако не ги почитуваат институциите кои се овде наши и спомениците, тогаш не се почитуваат прво себе си, после сите останати. Мислам дека народот тоа го има видено, граѓаните на Република Македонија, на нашата татковина во овие 2 години и едва и чека да се случат тие избори за да може таков црвен картон да им даде за да повеќе никогаш да не ни се случи. Така. Тука сега правиме една кратка пауза за реклами, а веднаш потоа се враќаме во студиото и продолжуваме со разговорот. Почитувани слушатели, останете со нас. Кворум со Бојана Димитриевска. Понеделник од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Така, повторно сме назад во студиото на Радио Слободна Македонија. Го слушате политичкиот магазин Кворум. Јас сум Бојана Димитриевска, ваш домаќин, а мој денешен соговорник е актерот и граѓански активист Крсте Јовановски. Господине Јовановски, направивме еден пресек колкаво беше влијанието на граѓанските организации во оваа политичка криза. Сега имаме ситуација кога изборите се веќе закажани за 11 декември, го кажав тоа и во воведниот дел. Лидерите на 4 најголеми политички партии во земјава ставија потпис на договорот и се обврзаа дека ќе учествуваат на тие избори, со тоа што би значило дека Македонија негде пред новата година, односно во новата година би требало да влезе со нова влада. Би сакала да ве прашам дали верувате, вие постојано бевте на терен, одевте како дел од граѓанското движење за одбрана на Македонија, од град во град се среќававте со народот. Кој е вашиот впечаток? Ќе има ли избори на 11 декември и дали после овие избори може да очекуваме нови блокади со оглед на тоа што сме научени на една таква ситуација во Македонија на блокади и бојкоти? Јас би сакал во овој момент да бидам оптимист и дека ќе има избори на 11 декември. Со надеж дека конечно ќе се заврши со
уништувачко расположение од едната страна спрема нашата татковина, како што реков пред малку. Но од друга страна, знаејќи ги прво пред се, значи странските фактори и гледајќи што се случува на глобален светски план и што се случува во многу држави каде што тие интервенирале, не очекувам дека ќе се случи некој поголем помак во смисла дека изборите ќе бидат онакви какви што ние мислиме дека треба да бидат, ако се случат. Јас интимно би сакал многу. На што конкретно мислите кога ги спомнувате, кога ја спомнувате меѓународната заедница, односно странскиот фактор кој воедно и гарантор на овој договор? Па тие луѓе се јават народски да кажам. Јас сум на пример човек кој што ќе плукнам не лижам, со проштение на извинување со јазикот кој, но тоа е една поговорка. Тие кај плукаат секогаш лижат. Значи сето она што тие се договориле, оти ние сме сведоци. Тие се договорија и на 24 април да има избори, па пупу не важи. Се договорија да има и на 5 јуни избори, па пупу па не важи. Сега на 11 декември како да им се брза некако, како да нешто наврат нанос направија и околу медиуми, и околу фантомски гласачи, и околу се она што овие од другата страна бара ова, како се вика, опозицијата и така натаму. И мислам дека тие четворица лидери потпишаа еден документ кој дава некаква гаранција дека ќе има избори, но со големо посредство или влијание на овие фактори. Затоа пак велам, ако се прашувавме само ние избори ќе си имаше и ќе си завршеа, но меѓународниот фактор секогаш во даден момент ги стопираше тие претходни два термина кои беа договорени со една голема доза на одбрана на опозиционите партии и така натаму. И сега мислам дека во сето тоа, ако може да се каже во наводници губитник е ВМРО ДПМНЕ, бидејќи председателот Груевски како председател на најголемата политичка партија во Македонија, од една страна и истовремено лидер на владеачката партија во нашата татковина, потпиша се она што требаше да се потпише, се она што тие го бараа, со една единствена цел и надеж. Ова посебно сакам да го истакнам, со една единствена цел и надеж да им се овозможи на граѓаните на Република Македонија да излезат и да го кажат својот глас. Значи, од друга страна, се она што беше, за што беше обвинувана ВМРО ДПМНЕ, падна во вода, бидејќи се согласија со сите уцени, притисоци или не знам какви све, некакви барања од страна на опозицијата. И сега тие имаат чист терен. Но, имајќи чист терен, а знаејќи ги сите тие рейтинзи, односно сите тие анкети пред се кои ги прави ИРИ, таа американската или USAID, како се вика тие нивните агенции кои ги прават, и тоа не на еден обичен примерок од 1000, туку тие мислам дека прават на 10.000 и така натаму. Рейтинзите покажуваат едно огромно водство на ВМРО ДПМНЕ, поради тоа мислам дека странскиот фактор не знам дали ќе се сложи со такви избори, бидејќи нивната цел е според мои размислувања и според размислувања на многу умни луѓе, а и јас се ставам во нив, дека тие ќе сакаат да направат избори во кои нема да има победничка партија, односно партија која ќе има 60 или 61 и 2 пратеника, туку ќе направат негдека ВМРО ДПМНЕ да има околу 50 и нешто, да има СДСМ 30 и нешто, да може ДУИ заедно со ДПО да имат, за да може влада која ќе формира, да речем ако формира ВМРО, бидејќи ќе биде сепак најбројна, никогаш да не може да се одржи, односно за да може да ја контролираат во даден момент онака како што тие сакаат. Така да ова повеќе го кажувам во овој момент на сите слушатели на Радио Слободна Македонија во овој момент, поготово до сите граѓани вистински патриоти. Да го слушнат добро, сите оние кои имаат некаква дилема, нека отворат на интернет, нека отворат книги, нека видат со што се занимаваат овие странски фактори кои на еден непосреден и чуден начин мисли многу видлив на крај краишта ни ја кројат како судбина на нашата држава. Има ли победени и поразени во целиот овој случај? Во целава оваа политичка криза која, како што кажав, веќе 2 години се провлекува. Кој е победен, кој е поразен? Каде се тука граѓанските организации, каде се партиите? Ако ова го квалификуваме како некаква тивка војна или како некаква војна која пак се резултираше со многу настапи, со многу настани кои ни се случуваа во овој изминат период, скоро 2 години, и ако го квалификуваме како војна, во принцип војната нема победени и поразени. Војната секогаш има жртви. Жртва во овој момент за овие 2 години се сите реформи кои ги правеше владеачката структура на чело на Република Македонија. Како губитници зборувам во смисла на сите оние планови и програми кои ги има за
поголемо и што е можно повеќе вработување на народот во Република Македонија, на граѓаните, за да можеме да излеземе од ситуацијата во која сме. Значи, со други зборови сакам да кажам, ова не беше случајно така смислено во овие 2 години, се надевам дека после во емисијата ќе стане збор, само ќе го начнам. Секој успех на нашата татковина беше пропратен со негативна кампања од страна на опозиционите партии и од страна на меѓународниот фактор со една голема доза на еден многу интересен дипломатски речник, кој од друга страна пак наложува дека треба да бидеме малку поумни за да можеме да ги дешифрираме тие сите нивни јавни како се вика настапи или јавни укажувања во поглед на нашата ситуација. Со други зборови сакам да кажам дека граѓаните се тие кои изгубија на некој начин, оние вистински граѓани, оние вистински патриоти, оние вистински македонци кои си ја знаат нивната традиција, кои си знаат кој е нивниот дедо, прадедо и така натаму, кои знаат зошто имаат деца, кои знаат зошто имаат сопруга или сопруг и кои знаат зошто и како треба да живеат во оваа држава, односно да создаваат и да творат. Се надевам дека овие мои зборови, искрено упатени до сите граѓани, ќе најдат свое место во нивните души, во нивните умови, за да можат максимално и одговорно да одговорат на 11 декември ако се случат овие избори, доколку себе иде во ред и доколку овие странски фактори не речат таму кај што плукнале дека ќе го излижат пак. Тоа е моето размислување вака. Истовремено јас мислам дека во тој поглед исто се и поразени. Всушност и не можем да кажем дека се поразени, но мислам дека се до тој степен подпритиснати овие од опозицијата и тие, не знам, шарени портокалови, како се викаат, не знам, некакви граѓански здруженија кои имаат еден чуден патрон таму, покасно ќе зборуваме за тоа. Тие се поразени затоа што планот заедно кој се кроеше негде уште пред 5-6 години и можеби и повеќе, не им успеа. Бидејќи, зошто не им успеа? Планот можеби ќе успееше доколку тие имаа вистински луѓе, умни, паметни, кои знаеја сето тоа да го одиграат, кои знаеја сето тоа да го изменаџираат, за да може да најде свое место кај поголемиот број на граѓани. Но излезе дека граѓаните се поумни од сите. Значи, најпаметни се во случајот граѓаните на Република Македонија, кои пак од друга страна не наседнаа и не подлегнаа на едни такви ефтини провокации во смисла на разнебитување на нашата татковина. Така. Тука правиме еден пресек и веднаш потоа продолжуваме со разговорот. Почитувани гледачи, останете со нас. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Продолжуваме со разговорот со мојот денешен соговорник, актер и граѓански активист Крсте Јовановски. Господине Јовановски, ги начнавме темите за изборите, за учеството на граѓанските организации. Ајде сега малце да се навратиме 2 години наназад. Уствари, како почна оваа политичка криза и некако читам на почетокот граѓаните беа многу збунети. Тогаш ги немаше граѓанските организации. Се појавија во период кога нели требаше да се одржат едните избори во април, па во јуни, кога сватија дека едните бараа одложување, другите инсистираа на одржување на тие избори. Што мислите сега после овие 2 години? Каде граѓаните алоцираат вината за целата оваа политичка криза и дали мислите дека после изборите кои треба да се одржат на 11 декември, дека некој ќе плати казната за тоа што Македонија 2 години нели губеше и на економски план, но и во однос на меѓународната политика и меѓународниот углед на земјата? Ако одиме редоследно, ќе се обидам вака да во кратки црти да направиме една ретроспектива на сето она што се случуваше, колку ме држи мене умот и сеќавањето. Значи, тоа сето почна, според мене, откако ги чувме тие некои нешта таму кои се случува, ова како се вика криза била многу одамна планирана и договарана, како што спомна во претходниот разговор, во некакви тајни лаборатории, во некакви тајни места, кои од друга страна имавме прилика да ги слушнеме и да ги прочитаме во неколку изданија на многу почитуваната Мирка Велиновска, со име и со презиме и со адреси, како сето тоа се одвивало. Ова го кажувам не заради друго, нели, да не излезе дека ја само на Мирка и верувам, туку затоа што сето она што Мирка го напиша, ниедна од тие странски овдека служби кои беа спомнати во низините интервјуа не се обиде тоа да го демантира или барем не онака како што би требало да се демантира. Тоа е еден основен показател на секој паметен човек дека тоа е вистина.
Ако е тоа вистина, тоа значи дека тие најдоа еден човек кој пак претходно кога се случуваа тие настани од 24 декември, ако се сеќавате, беше единствениот кој беше како опонент на тогашниот нивни лидер Бранко Црвенковски, кој се залагаше да нема избори, тој велеше може да има избори. Значи тој се најде во ситуација да биде условно во наводници као миленик на овие странци, преку кого тие, знаејќи ја неговата интелектуална моќ колкава е, и знаејќи го како човек кој сака преку како се вика тоа, преку погача леп. Значи, прво треба да знаеме леп како се пече или како се доаѓа до левот, а после на погачата да мислиме. И тие го искористија него во таква една смисла со некакви прислушкувани разговори. Околу прислушкуваните разговори веќе неколку пати сум зборувал, тоа се прво незаконски стекнати материјали, така се крстени. Како што јас сум Крсте Јовановски, како што сте вие Бојана и така натаму и сите други. Значи незаконски стекнати материјали. Штом се незаконски, не знам дали може да се користат за нешто, но како и да е. Тој отиде да го оценува премиерот Никола Груевски во тој момент. Никола Груевски излезе на телевизија, каже дека тоа е пуч и дека имаат сознание веќе кој се до тоа го направил. Значи, на прашањето од каде му се тие разговори, тој велеше дека некој му ги фрлил во дворот, некои честни, умни граѓани му ги фрлиле во дворот. Лага. После тоа излезе дека на приказната поинаку се развиваше. Не, после тоа излезе дека тие разговори ги прислушкувала власта. Уште една лага. Значи, како се одмотуваше клопчето, сакам да кажам, за лагите. Уште една лага и таа втората лага веќе кај народот, односно кај граѓаните на Република Македонија веќе се создаде една друга доза, едно друго размислување. Барем од оние кои јас со кои сум имал контакти во тие моменти. Сум имал контакти со многу луѓе, нели околу тоа ти за ако сакаш да дознаеш какво е вистинското расположение, ти треба да имаш непосреден контакт со обичните луѓе за да можеш да дознаеш како тие размислуваат и како тие гледаат на работите. Не мораш секогаш да седиш со некаков научник или некој и врвен интелектуалец за да ги дознаеш работите. Ја знаете онаа поговорка, нели, кога султанот го прашувал неговиот везир што прави рајата, вели вика се дере. А штом вика и се дере, добро е. Кога во еден момент кога почнала да молчи, тогаш султанот што му рекол рече нешто не е во ред. И мислам дека народот ја одигра вистинската улога. Зборувам за втората лага. Втората лага, односно третата лага беше дека таму тие разговори му ги дале луѓето од власта, односно дека самите себе си се прислушкувале и загрижени граѓани му ги фрлиле него, му ги дале тие разговори. И сега уште една лага. Како може власта сама да се прислушкува и да му ги даде тие на лидерот на опозицијата при разговорите, за да може тој пак да ги оценува и да бара предвремени, односно не предвремени избори, туку на некој начин да си оди ова номенклатура на власта, едноставно тој да дојде без избори и така натаму, со помош нормално на странскиот фактор, бидејќи во разговорот кој го водел сигурно со Никола Груевски, кој беше па од друга страна и снимен, белки ќе имаме доволно живот некогаш да ги чуеме тие снимки, тој 100% му има спомнато на премиерот во тоа време Никола Груевски, дека странскиот фактор стои позади него и така натаму и така натаму. Оти кога одиш да преговараш и да договараш, поготово некакви нешта од таков калибар, од такви работи, кога станува збор за еднината на нашата татковина, не можеш ти да отидеш само со разговори. Да не се залажуваме. Мислам сега ние кога купуваме и продаваме еден обичен телефон, најмалку половина саат ни треба да се договориме што добиваме, што губиме и од едната и од другата страна, а не пак за овие работи. И сега јас тука уште една лага. Не можам да разберам како можела власта да се прислушкува и само себе си. Ниеден разговор да нема прислушкувано на опозицијата или пак на некакви граѓански, така наречени невладени издруженија, кои од прилика знаеме, нели, од чии и од кои пари се финансираат и за чија кауза работат. Тие работат за сечија кауза, само не за македонската. Како што се испоставува, еве гледаме. И затоа користат луѓе, како што реков предмалку, како ГМО или бройлери, како ги вика Мирка Велиновска. И тие луѓе најлесно може да ја вршат таа работа и да прават стално притисок и да може јавноста да мисли дека нешто тука не е во ред во државата. Да одиме понатаму. Откако сето тоа се заврши како такво, нели Груевски не прифати никакви уцени, продолжи да владее. Тие почна да ги објавуваат разговорите. Кои разговори ги објавуваа? Некакви разговори врз основа на кои можевме да чуеме, но не мора да значи дека тоа што се зборува таму и вистински се случило. Тие од тоа правеа од мравка слон. По нивните портали, по нивните објавувања и така натаму, заедно што, бидејќи создаваа веќе армија на луѓе
условно интелектуалци, паметни аналитичари, не знам, адвокати, суди, професори и така натаму, кои па од друга страна не бомбардираа преку нивните два бастиона, како се вика, Канал 24 или Вести 24, како се вика, и Телма телевизија. Тие во Телма поготово создадоа една плејада од некакви новинари кои пак сега ќе ударат и ќе зборуваат за да ги потврдат сите овие лажни тези. Оти ако одиме според Гебелсовата политика 1000 пати кажана една лага станува вистина, или ако на еден народ секој дневно му го пушташ Павароти, ќе заборави на Весна Змијанац после. Сакам да кажам дека постои една колективна свест во тој поглед, но што се случи? Излезе дека народот на Македонија е имун на такви работи. Не влезе во тие нивни шеми. Тие со многу мака се мачеа тоа сето да ни го протнат и да ни го протнат. Не велам дека и успеја, сигурно. Но успеа кај луѓето кои се полабилни, како да кажам, психолошки понестабилни, во ментална смисла понестабилни, во таква смисла зборувам. И власта си ја превземе работата во своји раце, да не должам. Господинот јавен обвинител Марко Зварелевски ги лоцираше кои се виновниците, ги притвори и почна суд. Во истиот момент, ова е многу важно за сите граѓани, за сите слушатели денес. Во истиот момент кога тој ги притвори нив и кога еден од нив призна заради договор да не биде многу у затвор, а јавно ги нареди по име и по презиме за кого прислушкувал, која била целта и така натаму, и што се со тие разговори се случувало, се вмеша кој? Меѓународниот фактор начело со Америка. Тие се вмешаа за да може да направат што е можно поголема криза и така натаму, бидејќи имаше страв да се открие точно кој прислушкувал, бидејќи ние немаме таква софистицирана опрема за прислушкување. Сигурно власта нема да се прислушкува себе си, за да му ги даде тие на опозициониот лидер, за да може да ги уценува. Ни на крај памет. И тоа јас ако имам некоја швалерка сега, да си се снимам сами на жена ми да ја однесам снимката. Нонсенс, така? Дали може да очекуваме од овие прислушувани материјали опозицијата да ги користи како дел од својата предизборна кампања? Па тие ги користат цело време, скоро 2 години, тие тивко или на голема врата, како сакате, тие ги користат нив. И сега скоро имав една дебатна емисија со едно момче таму на телевизија Нова, кај што тоа момче на памет, на изуст ги знаеше разговорите, замислете. На изуст, на памет ги знаеше кој што кажал. Значи тие одат до таа, не знам, граница за да може да ги научат на памет, за да им трубат стално во главата, да им се преповторуваат нештото, за да ги убедат дека тоа е точно. Но еве, излегува дека не е. И сега кога се случи тоа, тие формираа дојде тој од Европа Хан, па не знам кој, па Могерини, па не знам кој, па Коцијанчич, па не знам Бейли, од Русија, од кај беше од Турција, таму ти го донесоа овде, и така натаму Иво Орав, и таму и некои хојте, мојте, таму кој се не беа, и почнаа да ја притискаат власта со разни уцени нормално, за да се расплинат работите, за да не се дознае ништо. Тие формираат така наречено специјално јавно обвинителство, кое од друга страна имаше за цел да ги гони овие нешта. Но првата и основна работа која специјалното јавно обвинителство наместо, ќе скрата малку, наместо да ги затвори тие или да продолжи да ги испитува тие вистинските виновници што прислушкувале, таа ги ослободи, замислете. И почна да се занимава со содржината на разговорите и да бара некакви докази надвор од сите тие, по Петре, Јанко, Трајко и така натаму, што ќе кажат, кои се спомнати или не спомнати, за да може да најдат потекло, да можат како се вика, да ја уништат или не знам, да го симнат авторитетот на владеачката партија, поготово на Никола Груевски. Заборавајќи при тоа дека Никола Груевски веќе е до тој степен над нив, над целата ситуација. Тука се излажаат тие. Никола Груевски веќе не е сам Никола Груевски. Тој не е само председател на ВМРО-ДПМНЕ. Тој не е само премиер на Република Македонија. Тој во тој момент беше најмалку 550.000 гласачи. Значи ти за да уништиш една таква некоја работа или да ја донесеш ситуација во државата на тоа дередже, требало прво да убиеш 550.000 луѓе. Тоа значи дека тие прислушкувале и сакаат авторитетот да го симнат на 550.000 гласачи, за кој пак од друга страна опозицијата тврдеше дека се фантоми. Ајде и тоа поминуе така, видовме кои се членови во СЈО. Многу се големи, многу се интелектуално расположени, многу се паметни. Не сакам да образложувам сега, сите луѓе знаат во Македонија
кои се тие, поготово таа председателката што им е, значи се тргна од ова и тргна кон напад. Во исто време на тие нивни телевизии се случуваат сега разговори околу фантомски гласачи. Та луѓето од Пустец гласале, нив не им смета што гласаат луѓето од Албанија. Не им смета луѓето што од Брисел, од Белгија, од Швајцарија или не знам од Албанија гласаат. Овде им сметало луѓето од Пустец кои биле негде кај некои станови и биле не знам колку 50 или 200 на број, не е важно, и тие го смениле. Замислете овој резултатот на изборите. Прво тие се македонци, имаат право да гласаат. Тоа е тука исто паѓаат колку тие ја сакаат Македонија и колку тие мислат за Македонија. Во друга смисла, па од друга страна се појавија веќе одредени снимки од страна на лидерот кој пак на една косовска телевизија изјави дека ќе правела албанизација, дека ќерка му сакал да учи албански јазик, дека ќе имало федерализација, дека треба да свиткаме кичма и така натаму да не ги редам сите овие нешта. И тука се испостави дека многу им ја климава таа теорија нив за уништување на нашата република. Од друга страна, Груевски заедно со неговиот раководен аналитички тим ја играше работата на, да не речам инфериорност, за да може да може да дојде до решение. Сега, сето тоа како такво поминува. Груевски се откажа од премиер, се формираше влада, се одредија датуми на избори 24 декември со не знам какви барања, услови и излезе дека не може да се исчисти избирачкиот список, не волку, не толку, па во јуни избори, па не можело да се исчисти избирачкиот список, па уцени, па меѓувреме СЈО после наредбата на лидерот на опозицијата мора да испорача, нарочно викам испорача, не испорача СЈО некакви обвинувања и врз основа на тие обвинувања после народот ќе се смени и ќе гласа за нив. Да се чудиш, не знам кој е тој ум, не знам кој му е смисли таа тактика и така натаму. Па тука се замеша ЛГБТ, па се формираше, бидејќи они немаа моќ, не можеа толку да направат ништо повеќе, почна да се мешаат тие условно шарени, односно луѓе кои беа од тие, преска што ги спомнав, невладини организации. Невладини организации со многу пари, со малку ум, бидејќи не можеа да пресметаат дека и тие такви шарени, портокалови, жолти, зелени, не знам какви, не можеа да се носат со тој капацитет за да уништат еден народ од бројка, да речеме, која гласала за ВМРО по мене, па ќе ја спомнам 550.000 или не знам таму колку. Сега мислам може и да се повеќе, според сите овие случувања. И дојдовме до едно дередже да бидеме парализирани буквално во секоја пора на нашето економско, социјално, материјално, како сакате, живење во нашата татковина. Сето тоа резултираше со некаков договор од пред, не знам колку, месец дена да речеме, да има избори на 11 декември. Пропадна и 500.000 фантоми, и 300.000 фантоми, и така натаму, 170.000 гласачи, тие знаеме кои се тие претежно албански гласови, кај се тие луѓе, од каде излегуваат тука, а сега веќе не се тука, зошто биле тука? Тоа не се води сметка, тоа СЈО не го гледа, но не смее да го гледа затоа што меѓународниот фактор не им вели, тоа не смеете да го чепнете, затоа што можеби ќе имам прилика во некоја друга емисија, можеби да немам време да го образложам овој мој став околу тие такви гласачи. Значи излегува дека се тие фантомски гласачи. Извинувам тука што ќе ве прекинам, но мора да направиме уште една кратка пауза за реклами и продолжуваме со разговорот, влегуваме во завршниот дел со завршни поенти. Почитувани слушатели, останете на оваа фреквенција. Кворум со Бојана Димитриевска. Понеделник од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Влегуваме во завршниот дел од денешниот разговор. Јас сум Бојана Димитриевска, мој соговорник денеска е актерот и граѓански активист Крсто Јовановски. Господине Јовановски, ве гледавме, како што кажав, како дел од граѓанското движење за одбрана на Македонија, говоревте на тие собири, се обраќавте на народот. Ве гледаме во последниот период исто како се појавувате по ве има на националните телевизии, каде што ги застапувате овие ставови на ова движење, го браните ова движење и би сакала да ве прашам со оглед на тоа што имаше обвинувања од другата страна дека вие сте повикани од владеачката ВМРО-ДПМН, дека ве платиле за тоа да одите и да ги браните политиките на власта. Дали е точно ова и зошто вие решивте да се приклучите и да учествувате во тие собири кои ги организираше граѓанското движење за одбрана на Македонија?
Ева вака сега. Значи, седејќи дома и гледајќи го сето ова што се случува и за кое сега предмалку зборував и како ретроспектива и така натаму, и гледајќи дека многу нешта се случуваат во државата, си зедов за право, толку колку што знам и умеам, си зедов за право да можам, нели, да кажам и јас нешто, или како се вика еден мој мал прилог кон таа ситуација. И затоа почнав јавно да се појавувам, не знаејќи дека ќе добијам многу симпатии, многу приврзаници, многу луѓе кои ме среќаваат по улица и ми честитаат и така натаму и така натаму. Нормално дека има меѓу нив луѓе на кои не им е тоа драго, но сега ние сме такви, едни се од ова, едни се од другата страна. Но како и да е, мојата значи мојот настап на сите овие нешта беше поттикнат точно од ова. Со одговорност тврдам дека нити ВМРО ме платило, нити сакам да ме плати, нити пак сум јас на продажба. Јас не сум некој член на тие невладини организации кои за 2 банки пари го продале Исус. Знаете како се вика таа, зборувам за Јуда. За 30 златника или таму, нели, 30 парички, како и да е. Јас никогаш за пари нема да ја продадам мојата татковина, нити пак за пари истовремено ќе ја бранам. Јас ја бранам затоа што сум традиционалист по убедување. Јас сакам фамилија да имам. Во оној момент кога знам или почувствував дека големите браќа кои нас многу не штитат, сакаат да ми ја уништат фамилијата, а што ми ја уништат фамилијата, ова веќе сум го зборувал. Значи ми го уништиле општествениот систем, што ми го уништиле системот, значи ми ја уништиле татковината. Значи народ без татковина, уште еднаш да повторам, е народ, како се вика, без корен, тиква без корен. Мораме да си ја почитуваме фамилијата. Сите тие такви идеи, тие што ги заговараат во цел свет, значи во цел свет, на глобално ниво, ја уништуваат фамилијата прво сегде, за да може после многу полесно да владеат или да манипулираат со тие народи во тие други земји, исто како и кај нас. Значи, со ова сакам апел да направам до сите граѓани на Република Македонија, до сите вистински патриоти. Чувајте си ја земјата, чувајте си ја татковината, имајте ја, ако само така можеме да ја зачуваме, само со голема верба помеѓу нас, помеѓу сите македонци, исконски македонци, никогаш не може никој ништо да ни направи. Со ова сакам да кажам, или пак не знам уште колку време имам во емисијата, да им се обратам на сите слушатели, да излезат, ако има избори на 11 декември, да излезат, значи, и пензионери, и социјални случаи, и интелектуалци, и обични граѓани, и работници, и домаќинки, и ученици, и студенти, сите оние со право на глас, и тука, и надвор од нашата држава, да излезат што е можно помасовно и да го дадат својот глас во одбрана на нашата многу убава татковина, на нашата татковина која е библиска земја. Ова го правам, може би чувствувате од гласот, иако не ме гледате уживо, се надевам дека го чувствувате мојот глас кој е растреперен и емотивен со еден голем внатрешен набој. Ве молам, ви се обраќам на сите вас. Мораме да ја зачуваме нашата татковина, мораме да ја имаме бидејќи ние немаме ништо друго освен неа. Така, само да кажам дека нашите слушатели кои во овој момент не слушаат, можат да не гледаат и имаме ние и лайвстрим, така да во живо преку нашиот вебсайт rsma.mk. Така, тука го завршувам овој разговор. Јас ви благодарам за денешното гостување и уште еднаш ќе ви се заблагодарам што ја прифативте мојата покана. Се надевам дека повторно ќе бидете дел од политичкиот магазин Кворум на Радио Слободна Македонија и со оглед на тоа што верувам дека до декември ќе има уште многу теми за анализа. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и вам. Поздрав, убав ден и Бог да е со нас. Така е, ви благодарам, вам почитувани гледачи, тука ќе ви се заблагодарам на вниманието. Се слушаме повторно за 7 дена во исто време на истата фреквенција, 11 часот Радио Слободна Македонија. Денеска е 12 септември 2016 година. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на политичкиот магазин, техничка реализација Владимир Дамјановски и Дине Вучков. Ви благодарам на вниманието, пријатно до слушање. Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на Радио Слободна Македонија.